Обвинувањата на лидерот на ВМРО-ДПМН, Христијан Мицовски, беа демантирани од вашиот брат, Вица Заев, околу учеството на Total Engineering во РЕК Битола. Дали тоа значи дека фирмите на семејните фирми повеќе нема да аплицираат на тендери, нема да имаат никакви врски со државните фирми? Во суштина е тоа така, јас дури на едно прашање го повторив. Дури и да видат подизведувачи на фирми кои што аплицираат на тендери како главни изведувачи, еве подизведувач да биде нешто што е во собственост на Заеви, како ќе го објасним? Тоа беше причината пред 2 месеци дома семејството, бев присутен и јас, да донесеме одлука тоа што работи јавни работи или е поврзано некој со јавни работи, прави огромни трошоци дома. Плати се даваат, одржување на механизацијата, одлучивме да го продадеме. И знам дека на 19 април е отуѓено, е продадено тоа заради тоа што и сами себе се лажеме и кој ќе лажеме. Не може таа работа да биде така. Така да продолжуваме со дејностите кои што немаат допирни точки со државата. Добро. Вие од богатството на Заеви што имате? Јас апсолутно имам тоа што мојот татко има и мојот брат. Еве, тоа е моето потесно семејство. Секој пат дома на капиталот и на парите сме гледале како алатка за работа. Јас мојот личен имот го имам пријавено во анкетниот лист и тоа колку имам ко собственост со татко ми, како заедница во која што живееме, вклучително и нивите во Муртино, куќата во која што живееме. Но тоа е, која погледнам имотната состојба, анкетниот лист, таму немате имот. Се е на вашиот татко, имот на родители, банкарски депозити на супругата, на децата, имате еден заем дадено, но тоа не е... Тоа е мојот имот, на мојата сопруга и на моите деца. Да, вие немате ништо. Веројатно ќе добијам пола од куќата, веројатно ќе добијам еден од двата стана на татко ми или станот кој што го има едно тако е утуѓен или слично, тоа се надевам. Фирмите реков на чија собственост се водат и тие во суштина се во таква, можете од централен регистар да проверите. Да. И тоа е така. И не е пријавено ништо заради тоа што ништо немате. И сега прашањето е да објасните зошто ништо немате во собственост. Немате стан, немате кола, немате буквално ништо. Можете ли дали има некаков проблем? Нема проблем заради тоа што е начин на живот како сме го организирале уште од времето на создавањето на тие фирми. Најголем дел основата на фирмите е создадена 90-та, 91-та, 92-та година со самостојноста на Македонија. И тогаш чичко ми и татко ми и другите чичковци тргна во приватниот бизнис. И тогаш е создадено тоа, фигурираше на татко ми и чичковците, како новите генерации растеа, така се пренесуваше на децата нивни. И затоа е ваква распределбата на собственоста во моментот на фирмите. Колите кои што ги имам јас како моја кола е во собственост на фирмата Total Engineering, чиј што собственик е брат ми. И апсолутно кога купува кола за себе, купува и за мене. Јас сум тука секој пат за сите. Но не фигурира ништо на ваше име. Не е моје, име. тоа не е моје. Тоа е на фирмата Total Engineering, исто е на супругата возилото. Добро. Куќата ни е поприлично голема. Јас живеам на спратот од куќата со 110 квадрати. Брат ми има спрат на куќата 110 квадрати. Мајка ми и татко ми живеат во приземјето на некои 780 квадрати. Имаме тавански соби каде што живеат децата. Детски соби се направени. Добро, но ништо не е ваше. И тоа ми е доволно. Значи, татко ми го распределил која ќе биде за мене, која ќе биде за брат ми, каде живеат тие. Веројатно, тој што ќе ги гледа на стари години, во приземјето ќе го добие и приземјето при распределбата. Јас сум растаретен, веројатно сум живеал и сум растал така во такво семејство, во заедница. Приходите кои што ги остваруваме дома, апсолутно ни се доволни за живот што е над просекот на живот во квалитет на граѓаните. Да, сега да ви кажам во што е дилемата. Вие велите секогаш дека сте бизнисмен, дека тоа се семејни фирми, никогаш не правите дистинкција. Значи велите ние, а не тие. Тоа е моето семејство, како да правам дистинкција? Јас се гордеам со моето семејство. Тоа мое семејство дава плати во Македонија. Плаќа даноци во Македонија. И сме транспарентни во нашата собственост. Сега ги кажам дури деталите. Знаете, дома имаме и снаи и зетовци. Тие не знам дали тоа им одговара или не, ничум позвани. Тоа се од први брат учеди снаи и зетовци. Ама тоа е сега. Некој пат ме молат да се тргнам од таа политика, да си терат бизнисот, заради тоа што имат реперкусии врз нив и не можат се да работат, но во секој случај
Мојата собственост е таа која што е дефинирана, јавно објавена. Собственоста на другите исто така транспарентна. Македонија е поприлично транспарентна држава и може да се види собственоста на Знаете, секој. каде, што не е јасно, каде почнува и каде завршува вашата улога? Еве, која е улогата, вашата улога во семејните фирми? Има ли дефиниција на вашата улога? Значи, јас немам време за сопругата и за децата, не па да водам фирмите. Немам време. Не, вашата улога во семејните фирми. Во семеј- Имате ли улога? Во семејните Па, фирми... имате ли допринос? Јас бев главен комерцијален директор во конзорциум на сите овие фирми. Сега зборуваме сега. Сега немам Не. време, ниту како градоначалник, ниту како председател на влада. Апсолутно јас немам време дури да ги дружам кога носат крупни одлуки, од им треба памет повеќе во размислување што да инвестираат, што да продадат, како да се за крупните одлуки. Времено кога бев градоначалник има време да поминам за време на викенд неколку сата кога се носат крупните одлуки и крупните прашања во форма на консултација. Сега буквално и немам време. Имам толку време колку да ги видам, немам време за вакви состаноци да присуствувам. Знаете која е ситуацијата, прилично е неизгодна заради тоа што постојано ве прозиваат за фирми во кои немате со кои немате врска и никаква улога. Така. Мене ми е јасно тоа. Зошто не направите дистинкција? Да се откажам од семејството. Не Боли од семејството. Како да не ја велите направам? семејните фирми, да велите тоа се нивни фирми. Јас немам никаква врска со тоа. Велите јас- нашите машини. Ние ги сопревме нашите машини. Се договоривме со семејството околу Total Engineering. Значи, зошто се тоа моето семејство? Доброволно се ставате да бидете цел мета на критики. Јас не сакам да правам Зошто? дистинкција заради тоа што собственоста на моите членови на семејството го чувствувам за свое. Јас кога сум се определил со политиката, сум дефинирал и заради судирни интереси, и заради законодавството во Македонија, да се дистанцирам од собственоста во самите фирми. И затоа е вака собственичката структура, каде што јас буквално не сум собственик. Но истовремено, ако кажам, тоа се нивните фирми, тоа е нивна собственост или слично, моето чувство дека ќе си повредам братучедите, брат ми, семејството мое. Но сам си Секој создавате пат. стапица и замка Зошто? да бидете мета на критики кога велите семејните фирми. Немам А што вие да немате кријам. врска со Немам нив, што да кријам јас во Добро. тие фирми. Значи, ако кажам дека тоа е капитал на брат ми, на братучедот Трајче, на братучедот Бобан или другите братучеди, што ќе ме направи помалку одговорен ако они нешто работат јавно, нема да ме направи помалку одговорен. И ако не ме направи тоа помалку одговорен, зошто да го променам мојот став кога нешто го чувствувам како семејно? Како свое Како семејно го чувствувам. и како свое. Не како моје, не е моје правно формално, не е Да. моје, не го чувствувам како моје, но како семејно да, го чувствувам. На мене ми е вредно семејството. И на кој начин учествувате во таа подалба на профитот? Не учествувам никако Воопшто. јас во тоа. Не учествувам. Профитот се дели согласно собственоста, ама кај нас во Заеви профитот и не се дели заради тоа што се реинвестира секогаш. Платите кои што се добиваат, приходите од самите фирми се доволни да живееме толку колку што ни треба и за нас, за семејствата наши, за децата, за образованието и слично. Профитот обично се реинвестира во сите фирми, освен ако не се покрие некој повеќе годишна загуба некогаш. Така да тие се правилата на менаџирање на фирмите во собственост на Заеви. Добро. Ние го снимавме Ариф Муса, тој е екс корупционер и ставот е, не само негов се разбира, разочарувачки е дека нема антикорупцијска институција. Се уште. Така. Со оглед на тоа што печатот на оваа влада и победата на СДСМ и работењето на оваа влада се темели врз борбата против корупцијата. Така е, и во многу други регулаторни тела нема никакви промени до сега. Не се случиле, антикорупцијска е поразлично, ти си дадоа мнозинството таму оставки. И тоа направи притисок побрзо да се работи новото законско решение. Нашите намери околу сето она што е check and balances или контролори на власта се искрени. Целта е преку сите овие регулатори, преку сите овие супервизори на тоа што работи власта да поставиме експерти. Како? Со договор со опозицијата, по пат на јавен и транспарентен оглас, по пат на дебата јавноста да се искаже. Кога ќе биде пред тоа? нив. Штом законското решение биде подготвено, ние ќе го пуштиме во парламентот, согласно тоа законско решение треба да се постават новите корупционери или антикорупционери. Суштината е дека дел од процесот на прибе беа спомнувани check and balances, тие се контролните механизми.
И време е да ги имплементираме. Тука е не само антикорупцијска, тука е антидискриминаторска. Тука е Завод за ревизија кој што треба да има навистина експерти, неколку други тела кои што се во форма на супервизор или контрол. Кога ќе биде решението? Билите треба Јас очекувам овие месеци, го работат законското решение, дадов и информација на парламентот или на некој интервју беше, дека се надам дека до крајот на мај ќе биде веќе ставено во постапка процедура пред влада и пред парламентот. Добро, јас благодарам за интервју. Благодарам и на вас.